Здраво! Денес имаме нешто невообичаено. Ќе прочитаме едно македонско дело, кое што е наше богатство. Се вика Крпен живот од Стале Попов. Би сакал да истакнам голема благодарност до професорката Татјана Алексич за подготовката на овој текст, со цел така го подготви за полесно да го разбереме сите ние. Крпен живот. Стале Попов ни го остави битовиот роман Крпен живот како неминовност. Нешто неминовно наше, колку и нашата историја. Реалноста на Македонија од почетокот на минатиот век. Регионален писател, фокусира на мариовската тематика како негов императив во творењето, но со широки, универзални пораки со трајни вредности. Преку битовите суштински елементи на микрокосмосот на македонските мариовски семејства, ја доловува нашата историја, сите наши семејства затекнати во период на војни немири и поделби. Со крајно едноставно сиже од два дела во романот Хроника, напишан во мариовски диалект, раскажува за суштинските белези на моралот, традицијата, обичаите, сентиментот и бракот на македонецот од минатото. Роман кој го вечува првиот еманципиран лик на македонската жена, доста рожденката, која во селото ќе внесе градски навики. Трудолюблива и угледна домакинка, која не сака за свадба да ја купат како кобила, ниту во бракот да ја тепана како магарица. Жена која носи градска облека и килоти, има средени ногти и се брише со шамивче. Но која знае да готви, меси, крпи, ткае, килими и да има најчист двор и куќа. Доволна причина селанките да ја озборуваат и завидуваат. Во нејзината сила да ја препознаат својата слабост, доволно за фрустрација. Нејзин антипод е јатрвата Митра, злобна и примитивна селанка која живее во илузија дека е верник и се плаши од Бога. Но во себе колне и кобе, посакува несреќи на другите. Роман со доминантни женски ликови наспроти машките. Во вториот дел авторот го изема ликот на Митра како небитен за еден нов живот, еднаш скинат, но крпен со љубов. Јас ке правам паузи у меѓувреме, зашто малце поголема тематика. Прв дел. Во мариовското село Витолиште живееле тројца браќа: Раде, Гале и Вите, по кои околните села ги добили имињата, а селото Витолиште било центар на Мариово. Околу 1898 година Илко Сукалов останал вдовец и на 40 годишна возраст морал повторно да се жени. Бидејќи бил нагрижена снаата Митра, соселаните го сожалувале, а срекната околност е што покојната жена Стојанка не му оставила деца за да се грижи сам за нив. И најмалиот брат Трајко одамна останал вдовец. Снаата Митра се пожалила дека сама не може да се грижи за сите и го советувала Илко повторно да се ожени и да донесе помош во куќата. Митра го подсетува за доста рожденката, за која се сметало дека не е како другите и како граѓанка од Солун нема да сака да спие во Рогозина. Илко ќе го прати дедо Петко Балев, како стројник да преговара во село Рожден. Одговорот и бил дека треба да чека 6 недели од смртта на мажот, па ќе прати јабер за разговор. Митра подсвесно се плаши рожденката да не му изроди деца, па да мора да го дели наследството со незините деца. Кога деверите ќе се најдат на маса за вечера, Митра е таа што им поставува вода да мијат раце. Им служи вечера и им ги постелува рогозините да спијат. Дедо Петко Балето трнал во Рожден да ја праша доста што решила. По пат наминал ке пријателот Ристе и Петко му раскажал за целта на посетата. Утредента двајцата ќе кажат на снаата Менка да ја викне солунчанката доста.
Доста кога пристигнала, почнала да го раскажува својот живот. Дека не сака да биде вдовица, но не го сака ни јадетот. За неа да се платат лири како кобила за продавање. Колку задет на дедо Петко да му се купат чевли, а за неа не сакала ништо и прифатила брак, без оглед на тоа што немала видено Илко. Дедо Петко ги спојува и тие првпат ке се видат кај Вујко Ристе. Доста се израдувала кога видела дека Илко е убав маж, а исто и на Илко му се допаднала. Доста раскажува за својот живот, дека без родителите и роднини излегла од семената куќа на братот и снаата, каде повеќе не може да се врати. Како сиромашната вдовица морала да работи како слугинка, но во конзулска куќа во Солун, каде ќе научи градски обичај. Носела облека која селаните ја нарекувале ѓупска, носела килоти и го секнела носот во шамивче, поради што ја озборувале во заостанатата рурална средина. Колку заадет Илко фрлил една лира, а од неа не барал чеиз, бидејќи не била девојка. Доста задоволна што ќе има свој дом и дека ќе влезе во нови живот, почувствувала радост. Илко бил изненаден што земал жена без да даде пари, а ќе има домакинка, чисто, испрано, месено, а може и двете, затоа што ќе почувствува голема радост. Утредната Менка отишла да ја викне доста. Ја качиле на конј, а селяните се прашувале каде оди ѓупката со градски јалишта. Дотрчала Митра и лицемерно и посакала добре дојде. Доста ја прекорачила вратата на прагот, се прекрстила и веднаш се фатила за домакинските работи. За вечера сготвила кокошка со компири, а Митра првпат ќе види такво нешто. Илко и наредил на Митра да ги даде алиштата на починатата сопруга Стојанка и од тогаш ќе ја види во Мариовска носија. Ке му се допадне уште повеќе. Ке дојде поп Трајко да ги венча. Илчо ќе му даде златник на дедо Петко. Митра се срами од чудното јадење што ќе му го принесат на попот, но попот бил задоволен од вкусното јадење кое доста го готвела кај конзулот. Илко не можел да ја се изнагледа, глејки ја и кажал да не носи веќе градски алишта. Утредната почнала да ги средува алиштата на Илко, да крпи и да плете. Митра веќе и љубомори, но гледа дека работи подобро од сите Мариовки. Сите зборувале за незините домакински вештини и колку била чиста и уредна. По половина година Митра забележила дека доста одбива да јаде и дека е бремена. Полна од завист, веднаш почнала да истура клетви за да не дочека пород и имотот да биде само за незините деца. Илко се грижал, не давал бремената сопруга да крева нешто тешко. А Митра отишла кај бајачката, баба Бисера, за совет како да не роди здраво живо дете. Бисера побарала да й се донесе нешто што од обајцата за да направи магија, а Митра да пали свеќа цели 6 недели. Колку свеќата се намалува, толку ќе се намалува животот на бебето, а кога ќе угасне, ќе умре и бебето. Било во утробата, било родено. Задоволна од клетвата, веднаш ја запалила свеќата, кажувајќи дома дека ја сонувала мртвата мајка која на сон се пожалила дека ја темно во гроб, на што Стојо и поверувал. Дошло време доста да се породи. Од болки се онесвестува, а Митра ја породува. Кога ќе го види бебето живо, помислува да го удави, но ќе се сети дека е грев 2 пати да умреш еден ист човек, а тоа не се простува. Се надевала дека магијата на Бисера можеби подоцна ќе се фати. Доста се осветува, среќна што родила керка, се освестува. Митра ќе го измие бебето, а соседката Бојана ќе го задои. Илко се повеќе почнува да работи како за петорица. Доста направила мекици и ги викнала соседките на повојница. Сите го благословувале малечкото. Митра викала амин, а во себе го колнела. Била сигурна дека магијата на Бисера ќе се фати. Третата вечер дошле
наречниците за да го благослова детето. За крштевката Стојо отишол на пазар во Прилеп. Доста не сакала многу да се троши, а Митра завидливо на списокот додавала што да купи за незините 3 машки и 2 девојчиња. Крштевката ќе биде во црква. Бебето добива име Неда, Нешка. Делот од имотот на постариот девер ќе го земе Митра за да го работи, а Доста ќе работи по дома. Испрела волна, купила бои и почнала да ткае, како пресрекна мајка на ќерка. Во Солун видела како девојчињата во чеизот имаат ткаен килим. Сите доаѓале да гледаат како вешто ткаела. За Великден Доста направила убави јадења и се повеќе се разубавувала, не разликувајќи се од младите невести. На Илко сите му завидувале кога ја виделе лична Доста пред црква како игра оро. Со многу љубов ја одгледувала малата Нешка. Секогаш уредна и чиста, а Митра љубоморно забележувала дека е лесно и е со едно дете да изгледа така, а не 5 како што има таа. Доста е бремена со второто дете, а Митра повторно почнува да колне. Раѓа син, ја пораѓа стрина маловица, оти Митра не сакала. Ке го крстат Стојан, како таткото на Илко, а Доста од милост го викала Толе. Доста сакала да го придобие деверот Трајко и често му праќала ручек, но тоа го насетила Митра, како Трајко им посветува внимание на децата на Доста. Трајко решил да ја посини Нешка, што ја навредило Митра. Доста ќе ги натера браќата имотно да се поделат, за да се решат материјално. Еден ден Доста ги оставила децата на Митра да ги причува до роди да наполни вода. Оддалеку слушнала како Толе плаче, а Митра колне. Во еден гроб да ве закопа оваа песјачка што ве заклучи. Доста ќе се налути и за малку да ја бутне во оган Митра. Кога дошол Стојо, Митра му се жали дека била фрлена во оган, а Доста му раскажува на Илко што слушнала и што видела, како Митра му ја затвара устата на Толе, а Нешка сакала да ја попари со вода. Доста предложила да се оделат браќата, не и се допаднало што при една кавга Стојан ја тепал Митра и дека гледајќи го тоа, ќе го предизвика Илко да крене раце и на неа. Доста ќе го посети Илко дека не е кобила да се продава ниту магарица да се тепа, а ако крене рака еднаш ќе оди на ке братот, а тој нека си ја удира главата со децата. Тоа го исплашило Илко, иако во селото било обичај мажите да си ги тепаат жените за ум да им дојде. По 3 годишна заедница браќата се разделиле, но си живееле во слога. Трајко останал со Доста и Илко, а својот дел ќе го остави на Нешка. Секундна пауза. Втор дел. Децата на Доста напредувале како ниедни други во селото. Ја учела Нешка да брои на мајчин јазик, турски и грчки, да везе и да меси. Месела дури и за во црквата, заради што ја озборувале селаните. Доста била неписмена, но не сакала и незините деца да останат неписмени. На 8 години ја праќа Нешка на училиште. Чекала Толе да напуни 7, па ги пратила заедно за да се чуваат. Таа желба му ја окажала на учителот Бино, кому отпрва му било чудно, но набргу ќе прифати и поддржи. Првиот училишен ден и за учителот бил празник поради едно женско дете, за кое со гордост ќе каже пред селаните: нека ни е добредојдена првата ластовица во нашето градинче. Плачејќи од радост, жените ја озборувале, само Бојана ја храбрела. Нешка ја чувале братот и синот на Бојана. На училиште трнал и Крсте, син на попот Петко, кој ќе се загледа во Нешка. Некоја детска љубов ќе се развие меѓу нив. Крсте најдобро учел од сите, а Доста насетуваше на симпатија на Нешка. Ке го покани Крсте дома. Ке се сети кога наречниците благословувале Нешка да биде убава и да стане попова снага. Пред да стане поп, Петко бил манастирски слуга. Останал вдовец со ќерката Бисера и синот Крсте, без куќа и покуќнина. Во селото умреле чорбаджијата Бино и неговата жена, оставајќи 2 сирачиња, Ангја и Петре.
Попот сакал Ангја да му стане снаа за Крсте, но Крсте си ја сакал Нешка. И се пожалил на сестра си, дека не ја сака Ангја, но морал да прифати поради татковата волја. Плачал по цели ноќи и се жалел на мртвата мајка. Попот си останал на своето и веќе се преселил во куќата на биновите деца. Крсто се плашел да не разбере Нешка зошто е ка Ангја, па го наговорил татка си да го даде во пансионат. Во пансионот, интернат. Влашкиот Ан. Митра меѓу првите разбрала за Крсте и Ангја и од злоба ќе каже на Нешка. Нешка од мака не сака да оди на училиште, но нешто однатри велело дека не е све совршено. Крсте тагувал затоа што не ја гледал Нешка на училиште. На приредбата по повод крај на учебната година учествувал Крсте и со поглед ќе ја бара и види Нешка во публиката. Летото ќе мора да се врати дома, но за да не седи дома, отишол во планина да сече дрва. Одел и кај сестра му, останувал по неколку недели само да не биде дома со Ангја. Сакал да замине во прилеп во гимназија, но попот не сакал да дава пари и поради тоа Крсте морал да собира дрве. Во планината го пресретнале турци кои го уценувале да каже каде се кријат комитите. Ке го спаси од бесилка овчарот Ристе и преку него ќе се поврзе со четата, станувајќи комит. Витолиште било поделено на две половини. Горно Маало, грците, долно Маало, србите, кај поп Петко биле сместени 8 војници, меѓу кои писарот Милош Миличевиќ, кој се загледувал во 15 годишната Ангја. Крсте се сретнува со братот на Нешка, раскажувајќи му се за себе. Нивната братучетка Тода почнала да го посетува, да посредува меѓу него и Нешка. Еден ден Тода и донела китка цвеќе на Нешка како поздрав од Крсте. Таа му пратила плетени калци со буквите Н и К, дека прифаќа да се вика Нешка Крстева. Крсте често и праќал подароци и се сретнувале кај Тода. Попот Петко си купил кукичка и решил да ја го ожени синот со Ангја. Крсте бега од дома и оди кај Бисера и Тода. Сестра му Бисера застанува на страната на Крсте, поради што попот се откажува од обајцата. Учителот Бино, кога дошле србите, станал дел од извршната власт и почнал да собира војници за да ги испрати во прилеп. Но војниците ја напуштиле касарната. Бегајќи во македонските чети, доста скришно му праќала на Крсте чорапи, кошули и јадење. Попот трнал да го бара Крсте кај комитите. Конечно да му даде согласност да ја земе таа што ја сака. Крсте отишол право кај Тода, каде што дошла Нешка и со срам гласно и искажал љубов. Кога Нешка му спомнала Ангја, тој се наутил. На крајот ќе му ја подаде раката, радосна, и кажува се на мајка си. И таа ја советува наредната средба да го покани дома. Крсте не праќа стројник, туку сам оди да ја побара Нешка. Потоа, како стројник, го пратил Спиро Манџиќ, за да не му бараат пари. Гласовите за свршувачката брзо се расчуле, затоа што се подготвувале за две свадби, за синот и ќерката. Кога доста дознала дека Крсте требало да поземи пари за свадбата, сама му понудила лири. На 19. мај 1919 година биле свадбите во куќата на Доста, попот Петко и Јандо Андоновски. Сите биле чудовидени кога го виделе натоварен на конј чеизот на Нешка со шарениот рожденски килим. Доста и Илко остануваат сами и плачат од радост што Господ им дал таков живот. Скинат, крпен, но поарен од нов живот. Бакнувајќи ја жена си и честитал на Нешка зет, а за толе сна. Фала многу за вниманието и се гледаме. Пријатно.